Труп од крава која умрела од болеста јазлеста кожа, фрлен во близина на пчеларник во атарот на Делчевски ветрен. Несовесниот сточар сега предизвикал потенцијален извор на зараза, на што реагираат неговите соселани, кои и така мака мачат со болеста јазлеста кожа, која им ги испразни фармите. А бебцијата доносат тука текоа. Мисла, од кравата месо доносат тука, пак на коритата пијат вода. И това е болест. Ова е само една страна од голготата на сточарите во Пијанец и Малеш, каде болеста јазлеста кожа им уништи околу 400 грла добиток. Сточарите ги бројат штетите и очекуваат обештетување од државата. И од кара има сега по 600 кила. И селни беа за по еден месец да се отелат. На това се надаме. За основно това да некој динар на децата да прибере. Ја колку ми се чини таа вакцина, колку е мисла текоа, колку е корисна, повеќе штетна. Сад може само грешка, а може само право. Иначе кравите, додека не беше ставена вакцината, кравите беа исправни. Немаше никаде текоа. А тебе кога вакцината? После вакцината. Едната покажа на 5-тиот ден. Сточарите велат дека вакцината против болеста започнала доцна. По кулминацијата на болеста, која се достигна изминатата недела, кога се уништува и по десетици грла добиток дневно, надлежните очекуваат смирување на состојбата. Според ветеринарите, вакцините ја забрзаа болеста кај говедата кои биле веќе инфицирани со вирусот, па сега 77 годишниот Томе живее во страв за своите крави. Штети големи, тоа лошо, страх ме мене, каде знам тоа лошо, без стока ќе остане, без крави, тоа жалосно е. Инаку за сузбивање на болеста јазлеста кожа ке кравите, до ветеринарните станици од Пијанец и Малеш беа дистрибуирани 9300 вакцини, од кои 5000 се наменети за регионот на Делчево и Каменица. Вакцинацијата е завршена во сите фарми.